Од рано утринава превоот Плетвар на делницата каде што се градат двата нови тунели на патот Прилеп-Градско повторно наликува на сцена за апокалиптичен филм. Снимките кои што ги пуштаа граѓаните по социјалните мрежи се повеќе од страшни. Поројниот и долготраен дожд предизвикал излевање на Раечка река и го направил патот непрооден. Постоечкиот тунел го наполнил со вода, а големата вода предизвикала свлечиште и одрони на карпи. Гневните граѓани бурно реагираат и обвинуваат за нестручно изведување на градежните работи кои траат со години. Го стеснаа коритото на реката, сега водата нема каде да оди, па ќе оди по коловозот. Прелеа реката, ова не е пат, ова е убиство. Само дали и кој ќе преземе одговорност? Секоја година по 2 метри да правеа, досега ќе имавме и мостови и патишта, ама кај нас само се кради. Во цевка Фисто цела река сакате да соберете. И го зедоа патот на реката, никогаш овде немало вакви поплави. Со нестручност и незнаење не се гради пат, само профит ги интересира, ке изгинеме по патиштава никакви. Се само дел од лавината коментари на социјалните мрежи. Од Центарот за управување со кризи информираа дека од утринава сообраќајот на регионалниот пат Прилеп-Градско беше во целосен прекин, заради поплави и свлечишта и одрони на карпи кај тунелите на Плетвар и кај мотелот Дреново. Тим од полициската станица Градско и екипа со механизација испумпуваа вода и го расчистуваа патот. Ова е втор пат за само 2 дена овде да има вакви апокалиптични и крајно опасни поплави. А истото се случи и лани, во истиот овој период и на истото место. Инаку, изградбата на овој пат трае речиси 1 деценија. По промената на власта во 2016 година имаше неколкогодишен целосен прекин на градежните работи. Па откако како така се продолжи изградбата, првичните најави беа дека истиот ќе биде готов до крајот на 2019 година. За потоа тој рок да биде пролонгиран до 2020, а сега пак до 2023. Вредноста за изградбата на овој експресен пат е 33,3 милиони евра. Предходно беа реализирани 35% кога предходниот изведувач Рубау ја напушти трасата. Денес компанијата Синохидро има обврска да го доизгради останатиот дел во предвидениот рок, а крајниот рок е јуни-јули 2023 година. Изјави на почетокот од септември во 2021 година министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.